Вести на Канал 8. Добар ден. Управниот одбор на проектот за третман на отпадните води во Кучани одржа состанок на кој е договорено градежните активности да започнат во јуни. Изградбата на колекторот и станицата за прочистување треба да заврши до крајот на 2018 година. Подготвителните активности за почеток на проектот за изградба на колекторот и станицата за прочистување отпадни води во Кочани се завршени. Градежните работи ќе започнат идниот месец, со што и практично ќе се реализира обемниот зафат, што треба да придонесе за современ третман на фекалната и другата канализација во градот и дел од населените места во општината. На работниот состанок на управниот одбор на проектот се разговараше за првата фаза од работите на терен, како и за надминување на објективните пречки што можат да се појават. За вашата јавност, најважно е да се каже дека градежните работи за колекторскиот систем во Кочани ќе започнат годинава, и тоа на влезот на градот. Очекуваме на крајот на идниот месец или пак најдоцна до јули практично да стартува реализацијата на проектот за филтер станицата за отпадните води во близина на селото Мојанци. Активностите досега се одвиваа многу успешно. Имаме добра соработка со општината и со комуналното претпријатие Водовод, како и со меѓународниот донатор СЕКО. Како што е познато, за реализација на целиот проект финансиска помош обезбеди владата на Швајцарија преку Агенцијата за развој и соработка СЕКО, која дава грант од 21 милион швајцарски франци. Остатокот од околу 2 милиони евра се од буџетот на Република Македонија. По работниот состанок во локалната самоуправа, представникот на донаторот изрази задоволство од досегашната реализација на проектните активности. Проектот напредува многу добро. Задоволни сме од соработката на сите вклучени страни, како и со општината. Во очекување сме на следниот чекор, односно започнувањето на договорените активности со изведувачот на работите, што веројатно ќе биде во јуни. Во изчекување на првата фаза, се надеваме дека проектот ќе се одвива според планираната динамика. Изградбата на станицата за прочистување на отпадните води, заедно со колекторскиот систем и придружната опрема, е дел од проектот за управување со сливот на Брегалница, што го поддржува швајцарската влада. Слични, но нешто помали објекти ќе се градат и во соседните општини Берово, Карбинци и Чешиново-Блешево, за што веќе се потпишени договорите со швајцарската амбасада за доделување на финансиските средства. Матурската прослава во Виница е настан кој целосно ја анимира виничката јавност. Средното општинско училиште Ванчо Праке деновиве испрати уште една генерација од 145 матуранти. Виничката гимназија во своето речиси 5,5 децениско постоење деновиве ја испрати најгламурозната генерација матуранти. 145 на број, најмногу со диплома за гимназијско образование, но солидна е бројката и на средностручните профили, кои одовде можат слободно да бараат работа. Нормално дека најпрво секи ми остане дружбата со учениците, а потоа професорите секако ќе ги паметиме, сите настани, сите случувања кои што се случиле во нашето училиште, во класот, забавите, смејањето. Многу инспирација за пишување поезија. Да, многу инспирација за пишување поезија, за пишување на проза. Исто така многу поддршка за играње во представи, поддршка за се што правиме. Цела Виница на ноза ја пречека новата генерација матуранти и матурата дефинитивно треба да се прогласи за настана годината. Немаше наблюдувач кој не и се восхитуваше на оваа екстравагантна младост. Комплетни во изгледот со договорен протокол на облекување и однесување, зрели во годините, со силна самодоверба, тие од тука треба да ги направат и првите самостојни чекори со своји индивидуални одлуки. Спремна сум сосема самостојно да одлучувам, меѓутоа за зрелост и не толку многу, затоа што во животот се уште има многу работи кои што треба да ги поминеме и животот ќе ја научи уште на многу нови работи. Ќе продолжам на факултетот за драмски уметности во Скопје и се надевам дека ќе ме примат, дека ќе се запишам. Имам аспирации и планови да се запишам на медицинскиот факултет во Скопје и сакам да специализирам неврохирургија или психијатрија, тоа е мојата пасија. Силата на нашата иднина е во рацете на овие нови генерации, кои треба да бидат и новата движечка сила, која што ќе го менува досегашниот терк како на општествената, така и на политичката сцена.
Професионалниот ансамбл за народни песни и игри Танец се представи во Кочани пред многобројната кочанска публика. Танец на целовечерниот концерт настапи со трите состави – оркестар, играорци и пејачката група. Публиката беше воодушевена од нивниот настап и професионализам и не го штедеше аплаузот. Националниот ансамбл за народни игри и песни на Македонија Танец со целовечерен концерт во Кочани. Концертот е дел од турнијата концерти низ Македонија, кои што стартуваа од Македонскиот народен театар во Скопје, а продолжија со низа настапи низ целата држава. Синоќа пред многобројната публика се представија и пред кочанци. Неколку вокални и инструментални интерпретации во изведба на оркестарот на Танец, а прекрасните професионалци и играурците ја воодушевија кочанската публика. Вечерва кочанската публика ќе може да ги проследи сценската адаптација Сред село, орото Беранче, машко оро, потоа женското оро Чамче, кое е мијачко оро. Следно ќе ги проследи ората од Егејска Македонија, односно од пределот Костур, и на крај да завршиме со сценската адаптација Малешевка од етничкиот предел Малешево. Исто така публиката ќе има можност да ги проследи вокалните и инструментални интерпретации кои нашиот оркестар и пејачите ќе ги изведат вечерва на овој концерт. Андоновски рече дека има заинтересираност за младите да ја запознаат и изучуваат македонската традиција, ора и песни, но не секој може да биде дел од Танец. Односно, од време на време, заинтересирани лица се пријавуваат на аудиција, која што ја објавува ансамблот Танец. Танец е репер на другите ансамбли во Македонија, кои што од него преземаат кореографии и ги изучуваат ората. Се повеќе и повеќе се поставуваат нови сценски адаптации и кореографии во аматерските ансамбли и можам да кажам тоа е добро затоа што Танец како единствена институција која може да црпат аматерските ансамбли, сето тоа допринесува да се повеќе и повеќе зачувување и презентирање на македонската традиција. Се стремиме кон тоа да го вратиме првичниот или стар репертоар на Танец. Тоа е орото Беранче, вечерва што ќе го изведеме, каде што е дел од првиот репертоар на Танец, односно првите генерации кои го изведувале, така да годинава се сконцентриравме токму на тоа да ги вратиме оној репертоар кој некогаш се изведува. Инаку Танец само што се врати од гостување во Република Бугарија, а за недела дена заминува за Црнагора, каде што ги очекува целовечерен концерт заедно со националниот ансамбл на Србија Коло. Танец во изминативе 7 децении постоење има настапува на скоро во сите континенти и затоа се нарекува и подвижен музеј, презентирајќи го македонското фолклорно богатство, досега со над 4500 концерти и фестивали, настапувајќи во САД, Канада, Австралија, Катар, Кина, Франција, Белгија, Германија, Швајцарија, Египет, Кувајт, Израел, Нигерија, Сенегал и многу други. Танец има добиено многобројни награди и признанија, а работи на публикување на книги поврзани со фолклорот, како и видео и аудио записи. Уште 13 ученици од музичкото училиште Ристо Јуруков се вратија со награди од државните и меѓународните надпревари по музика што се одржаа во Скопје и Врање. Заслуга за успехот, освен учениците, имаат и нивните наставници. Нови награди освоија учениците од основното музичко училиште Ристо Јуруков, кои учествуваа на државниот надпревар по теорија на музиката што се одржа во Скопје, како и на меѓународните надпревари по пијано во Врање и по гитара во Скопје. Под менторство на наставникот Благој Николов, прва награда по теорија освоија сестрите Љупка и Јана Јорданови, додека во категоријата солфеш првонаградени се Андреј Петров, Михаил Митев и Викторија Петрова, додека Јован Филипов се стекне со пофалница. Јас сум Андреј Петров и учествував на државниот надпревар по солфеж кој се одржа во Скопје. Јас повеќе пати сум учествувал на овој надпревар и оваа година ја освоив првата награда со 98 бода. Јас сум под менторство на наставникот Благој Николов. Јас сум Љупка Јорданова, ученичка во основното музичко училиште Ристо Јуруков од Кочани. Бев на надпреварот по теорија на музиката во категорија Г.
и го земав првото место на државен надпревар, исто така земав прва награда на општински и на регионален надпревар. Бевме под менторство на наставникот Благо Николов. Сличен успех како на државниот, учениците имаа и на меѓународните надпревари во музицирање на инструменти. При тоа, на надпреварот по пијано што се одржа во Врање, соседна Србија, под менторство на наставникот Оливер Стоименов, втора награда освоија Викторија Петрова и Луна Милосов, додека Јован Филипов е трето награден. Успех беше постигнат и на меѓународниот надпревар по гитара во Скопје. Јас сум Дан Чајдовска, свирам на гитара и бев за прв пат на меѓународен надпревар во Скопје. Добив втора награда и јас сум задоволна од мојот успех. Освен втората, на надпреварот по гитара имаше и прва награда, а неа ја освои Мерима Насиева. Од Основното музичко училиште Ристо Јуруков им ги честитаа наградите и изразија задоволство од досегашните успеси на учениците и на нивните наставници. Се гордееме со постигнатите успеси на учениците и секако нивните наставници. Пред некое време веќе се ги представивме учениците кои беа на државен надпревар од инструменталниот оддел. Еве денес овде се учениците кои се надпреваруваа и од теоретските предмети. Тоа се солфеж и теорија и сите вратени со убави награди, постигнати убави резултати. Ова е трет надпревар годинава од кој поголем број ученици од музичкото училиште се враќаат со награди. Претходно две ученички освоија втора и трета награда во дисциплината флейта на меѓународниот надпревар Полихимнија во Скопје, а уште 16 беа наградени на државниот надпревар по виолина, флейта и хармоника. Од Основното музичко училиште Ристо Јуруков неделава ќе организираат уште еден музички настан. В петок во училишните простории ќе се одржи концерт на пијано на кој ќе настапи дуото Гелебешеви. Брачниот пар Катерина и Глигор Гелебешеви ќе исполнат 4 рачни композиции од Брамс, Рахманинов, Шопен, Шабрие и Хачатуријан. Концертот ќе се одржи во 19 часот и 30 минути, а влезот е слободен. Хорот на Основното училиште Никола Карев Кучани најдобар во државата. Победи на државниот надпревар за хорови и оркестри на основни училишта, што се одржа во Кавадарци. Први беа на регионалните надпревари за хорови и оркестри што се одржаа во Кучани, а веќе се и први во државата. Настапија на државниот надпревар за хорови и оркестри што викендов се одржа во Кавадарци. Се надпреварувавме во конкуренција на најдобрите хорови низ Македонија во основните училишта. И победивме. Освоивме прво место со 97 боди. Импресиите, самите деца ќе кажат како се поминале. Ние сме фактички од основните училишта, од 365 школи, значи прво место. Да. Највисокиот класман до сега што е постигнат. Две имаме композиции, обавезна композиција Ехо од Карл Марија фон Вебер и има разработена собствена аранжман на една композиција англиска, Кап Сонг, и така да допаднае се таа ситуација со сценската форма, што се одржа, мислам, и испеаната песна, како на кој начин беше испеана, и беа воодушевени и така не прогласи како победници. Ние учествувавме на државниот надпревар во петокот, кој се одржа во петокот, и го добивме првото место помеѓу 360 училишта. Ние сме многу среќни и задоволни со нашиот успех и тоа представува за нас само еден поттик и понатаму уште повеќе да се трудиме и уште повеќе да напредуваме. Хорот на училиштето не застанува тука. Деновиве очекува известување за понудата, односно за бонус наградата за учество на меѓународни средби за фолклор и песни, а ја очекуваат и дипломата за најдобар вокален солист, која што ја доби ученичката Љупка Јорданова. Основното училиште Свети Кирил и Методи го одбележува патрониот празник. Утрово беше положено свежо цвеќе, а вечерта во Центарот за култура Бели Мугри ќе се одржи свечената академија. Пресред на патрониот празник, Основното училиште Свети Кирил и Методи организира повеќе активности. Денеска со положување цвеќе им беше оддадена почит на сесловенските просветители Кирил и Методи, а свечената академија по повод патрониот празник е закажана за вечерва во 19:30 во Центарот за култура Бели Мугри. Програмата ја започнавме во 12 часот, кога на бистата на патронот во училишниот двор го положивме свежото цвеќе, представници од општината, од училиштето и нашите правачиња, кои што се дел од програмата во одбележување на патрониот празник.
Понатаму програмата продолжува во 19:30 часот во Домот на културата Бели Мугри, кога нашите ученици и наставници ќе се представат со природна програма. Очекуваме голема посетеност на програмата и ги покануваме сите родители и представници од локалната самоуправа да ја посетат. На сите граѓани им го честитам утрешниот празник 24 мај, денот на словенските просветители браќата Кирил и Методи. Вечерва на Свечената академија ќе настапи хорот и оркестарот на училиштето и секциите формирани од страна на наставниот кадар и учениците. Инаку во училиштето многу ученици се стекнувале со знаење кои смело чекорат кон иднината, успешно се справуваат со предизвиците кои што ги носи животот и стануваат достојни граѓани на својата држава. Учениците и наставниот кадар постојано редат успеси и постигнуваат резултати на многубројни државни и меѓународни надпревари. Продолжуваат активностите на извидничкиот одред Ластовица Кучани, што започнаа изминатиот викенд. За младите од основните училишта се одржа најавениот извиднички караван, на кој тие се запознаа со основните цели и вештини на извидништвото. Една година по формирањето на извидничкиот одред Ластовица во Кочани, активностите стануваат поинтензивни. По неколкуте работилници и обуки за членовите, што се реализираа во изминатиот период, одредот беше домакин и на извидничкиот караван, што се реализираше во соработка со Сојузот на извидници на Македонија. На платото во трговскиот центар пред поголем број ученици од основните училишта беа представени целите на извидништвото и дел од вештините што се користат при престој во природа. Одзивот е прилично голем, но не е ни половина од она што е вистински голем, бидејќи е работен ден, па голем дел од учениците се на училиште, меѓутоа и како што може да видите има 150 ученици тука. Од вашиот прилог видовме пред 2-3 дена дека имаше околу 200 на првата теренска настава. Би сакал сега да истакнам дека проблемот со простории конечно е решен благодарение на приватниот сектор на општина во нашиот град, односно на компанија Моневи, и голема благодарност бидејќи со тоа ни овозможува сега и практично прво да ги подковаме теоретски, па потоа и практично. Представници од Сојузот на извидници на Македонија пред присутните прикажаа дел од начините за ориентација во природа, користење на основните извиднички помагала како и вештини за преживување. На презентацијата покрај македонски имаше и представници од Сојузот на извидници од Франција. Извидничкиот караван содржи основни извиднички активности каде што ги се стремиме за забава на најмладите. Претежно се за активности за деца од 7 години па нагоре до 14, 15, 16, каде што се забавуваат, играат, се запознаваат со основите на извидништвото, стрелаштвото, ориентацијата, топографијата и останати работи. Сојузот на извидници на Македонија има соработка со неколку интернационални сојузи, како што се Сојузот на извидници на Франција, на Белгија, на Холандија, Италија. Нашата соработка се состои на размена на искуства, размена на волонтери, каде што извидници од Македонија одат во странство да кошират нашиот начин на извидништво, извидниците од Франција, Белгија доаѓаат тука и го шират нивниот начин на извидништво со цел да имаме едно големо семејство на извидници со ширење на исти вредности и идеи. Бројот на зачленените млади во извидничкиот одред Ластовица засега е солиден, но се очекува во наредниот период да се зголеми. Од клубот најавуваат продолжување на активностите. Во план е да се одржат уште неколку работилници и обуки во природа, како и учество на традиционалните извиднички кампови, што се организираат во другите градови во Македонија. Сдруженијата на пензионери од Кучани, Виница, Делчево, Штип и Пробиштип обезбедија учество на Републичката ревија на музика, песни и игри. Ревијата ќе се одржи на 6 јуни во салата на Домот на АРМ во Скопје. Комисијата за културно забавен живот на извршниот одбор на Сојузот на пензионерите на Македонија во проширен состав на последната седница на предлог на селекторот професор доктор Ѓорги Ѓоргиев и режисерот Томче Стојков, кои ги следеа регионалните ревии низ Македонија, ја утврди и донесе програмата за 7-та Републичка ревија на песни, музика и игри во 2017 година, што ќе се одржи на 6 јуни во салата на Домот на АРМ во Скопје. Од Сдруженијата од Источниот регион, учесници на регионалните ревии за учество на завршниот концерт на Републичката ревија во Скопје,
Своје учество обезбедија Сдруженијето на пензионери од Кочани со Орото Осоговка, Сдруженијето на пензионери на Виница со обичајот истерување на чума, Сдруженијето на пензионери од Делчево со машкото Оро Копачка, Сдруженијето на пензионери од Пробиштип со обичајот Чист понеделник и Сдруженијето на пензионери од Штип со песната Саноќ стој не седела во исполнение на пејачката група. Учесниците на ревијата во Скопје се дел од фолклорните групи и ансамбли кои работат во овие здруженија и кои ја негуваат изворната народна песна, музика и обичаи. Карактеристично за Кочанското здружение е што на ревијата ќе се представи со традиционалното Оро Осоговка, карактеристично за Осоговскиот крај, а Делчевското здружение со Орото Копачка, кое е заштитено оро како национално богатство на Македонија од страна на УНЕСКО. Следува информацијата од спортот. Успешен настап има борачите на Спартак на државното првенство за јуниори, што се одржа во Велес. Нашите представници освоија 2 сребрени медали, што е одличен успех по подолг период неактивност на нашиот клуб. Младите борачи на Спартак имаа успешен настап на последното државно првенство за сениори и кадети што се одржа во Велес, при што тие освоија 2 втори места. Во категоријата до 69 килограми Христијан Ѓоргиевски и неговиот клубски колега Петар Костов во категоријата до 85 килограми беа меѓу најдобрите во кадетска конкуренција и заслужено се закитија со сребрени медали. Според информациите од тренерот на клубот Кире Демјанов, конкуренцијата на првенството била голема со оглед што учествувале околу 100 борачи од 9 клубови од државата. Нашите представници воопшто не ги прецениле своите противници, прикажале добри борби и на крајот се нашле меѓу тројцата најдобри на победничкиот пиедестал. Иако пред почетокот на првенството било планирано за нашиот клуб да настапи и талентираниот Столе Евтимов, сепак неговото учество било откажано поради повреда и оперативен зафат што му бил направен пред некој ден. Инаку, државното изборно првенство за сениори и кадети во Велес беше едно од посилните по подолг период, а се одржа во организација на боречкиот клуб Борец и на Федерацијата на боречки спортови на Македонија. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Информациите ги имате и на kanal8.mk. Довидување.